Македонија вечна. Моја Македонија. Почитувани, пред да ве гушнам со љубовта за Македонија, моја мала исповед. Пред 8,5 години душата и телото мои на пат вечен се спремаа. Животот мој до дното на пекулот или во висините на рајот со Божја праведна пресуда. Помош со поглед барав. Си спомнував на милоста Господова и за делата Негови врз оние кои се надеваа на Него. Мојата молитва за спас од смртта да ме избави, ја послуша Господ Бог. И до крајот на животот во славословие ќе го фалам и ќе го прославувам. Нека се радува вашата душа, почитувани, за Божја милост и не срамете се да се помолите кога и да е. И вечно прославувајте го Господ Исус Христос. Само тој знае кој изгрејсонце ќе ни е последно. Болно е кога ни одат мислите во трагедиите македонски. По завршувањето на Првата светска војна, македонските друштва во Швајцарија упатуваат меморандум на 11 јануари 1919 година до Артур Балфур, министер за надворешни работи на Велика Британија, во кое бараат признавање на правото на самоопределување на македонскиот народ. Македонците се достојни на нив да биде применето правото на решавање за својата сопствена судбина, како што е гарантирано за далматинците, хрватите, словенците, ерменците, арабјаните. Дали македонскиот народ мора да биде третиран како стока од страна на неговите соседи? Ние, македонците, сме цврсто уверени дека големите демократии во 20 век ќе пристапат во помош на нашата борба за самоопределување и слобода. Ние го бараме не само нашето право, туку и императивна должност да бараме да се слушне гласот на македонците пред да се реши иднината на нивната судбина. Ние сме убедени дека трајно решение на македонското прашање може да се најде кога македонскиот народ слободно ќе ја декларира својата волја за своја форма на управување. Прво, окупирање на земјата од американски, француски, англиски и италијански трупи. Сите македонски бегалци да се вратат мирно во своите домови и да учествуваат во организацијата и раководењето на државните работи. Да се довери и локалната администрација на Македонија во рацете на местното население, сето под контрола на договорените окупаторски армии. Секој предлог за некаква Македонија до Комитетот за нови држави на Мировната конференција во Париз, а ги имаше повеќе, беше отфрлен од Франција. Денес слушам некој вели немало македонци пред 1945. Дали? Македонија вечна, моја, наша Македонија.